партизанија на Скопје, але, на моје задоволство се надвам и ваша, секако Јована Аврамовска-Николовска, здраво, добро ни дојда. Добро ве најдов. Скопје е темата на муабет. Муабитевме пред муабетот пред камери што и како, но знам дека има уште многу работи кои што ќе влезат во оваа скопска твоја приказна. Зошто го сакаш Скопје? Е првото. Ова прашање кога ми го кажа, односно кога го гледам други како го одговараат, многу се мислев што да кажам, зашто некогаш нели љубовта не можеме да ја објасниме баш лесно. Скопје го сакам затоа што е моје, затоа што е наше, тоа е единствен град каде што така се чувствувам во светот и затоа тука останувам. Тука сум пораснала, сум живеела, секоја ќоша, секоја улица има некој спомен, дефинитивно. Сега исто така Скопје го сакам затоа што најдобро го знам, а тие што најдобро ги знаеме, тие ни се семејство. Скопје ми е, не знам, како брат. Како брат? Да. Вчера слушавме со супругот една од многуте одлични номери на Страйк и баш така го објаснува и мислам дека нема подобар опис за тоа. Нели семејството и да не е совршено, се го сакаме. Така е, да. Кога зборуваме околу несовршеноста, сакам да знам, еве сега што мислиш за тоа дека нели треба овие новите луѓе кои што доаѓаат од некаде од внатрешноста да им дадеме можност? Секој има различни видувања, нели? Во подкастот на Скопје але пријатели зборувавме и Љупа вели многу добар, многу стар скопјанец, нели знае со години тука неговите така натаму и ми кажа една работа која што можеби не сме размислиле на овој начин. Вели вака: јас се патив себе си дека знам да прескокнам преку партизанска, а да не отидам на пешачки, нели, јас скопјанецот, така скопјанецот со генерации, а некој кој што дошол од некада, нели, од внатрешноста, уредно чека на семафор. Но мојот аспект на тоа дека Скопје некогаш немало булевар партизанска, па јас сум стварно претрчувал преку таа уличка, мене ми носи некои други спомени, не дека можам да се оправдам. Има логика во ова негово, нели, дека ние малце можеби претеруваме во тоа дека ние сме граѓаните, а као некој од страна кој што дошол. Дека моје па не морам да следам правила. Јас не сум со генерации скопјанка, значи моите баби дошле од други градови тука, од други места, апсолутно. Ние сме од Скопје. Ама мислам дека и такви луѓе како Мирко Попов многу придонеле за градење на скопскиот дух и така натаму и мислам дека така се пренесува најдобро тој кон сите кои што доаѓаат, односно преку музика, преку култура на поминување на пешачки премини и слично. Во Скопје порано не живееле толку многу луѓе колку што живеат денеска и можело да се претрчува. Баба ми вика дека кога дошла во Карпоштри имало ниви кај што е сега Тинексот, а да не зборуваме колку е тој дел сега развиен и окрупнет, значи сите тие луѓе дошле тука иако никогаш сме можеле да си претрчаме така преку улица или можело тоа да се прави. Сега не може затоа што има многу луѓе на едно место каде што ако не ги почитуваме тие основни сообраќајни правила, знаеме што може да биде резултатот. Јас живеам на Партизанска и ве молам, пазете кога возите таму. Заради мене и сите кои што ја поминуваат. Како ти поминуваш улица на Партизанска? Со страв. Со страв? Да, и особено искрено со страв, особено откако имам дете и треба тука да одам со количката со детето да поминам кога беше мал, сега го стегам за раката, а инаку сум многу нежна мајка, освен на Партизанска. Да знаеш, ова ќе оди за рил. Молам? Ова ќе оди за рил. Како многу сум нежна мајка, само на Партизанска не. На Партизанска не сум го држам рака за рака цврсто и ми вика: "Мамо, зошто ме стегаш?" Затоа што навистина тука мене ми е страв, бидејќи секој ден сум ја поминувала за некај работа баш таа раскрсница. И има многу луѓе што не го сваќаат сериозно црвеното светло. Значи, кога е црвено на семафор, се застанува. И ова е многу битно за колите. И не можеме да викаме ама пешаците. Колите се колите можат да згазат, пешакот може да биде згазен. И секогаш мораме да внимаваме да не го згазиме пешакот. И тука не си го сваќаат здраво за готово црвеното светло, не може така. Значи не може да се поминува на црвено во сред гужва каде што поминуваат пешаци. Шансите дека ќе згазите некој се огромни. Така што ете, еден апел, го сакам Скопје, ама нека го сакаат и тие кои што возат и да застануваат на црвено. Многу е битно. Секогаш ми се случувало, например, се пали зелено за пешаци. Добро.
Ама уште последната кола да Последниот помина. поминува, така Тоа е одамна црвено, што мене ми е Да, зелено што- за пешаци. така е, така е. Така што нека оди за рил слободно. Договорено. Да, ма се надевам дека еден ден нема да треба Нема мајките да да ги треба. стегаат така децата за секој случај. Да. Ајде сега се враќаме на детство. Значи, каде порасна? Пораснав во Карпош 3, таму Во Карпош живеев. 3, добро. Детството ми е таму, кај тој Тинексот што бил предходно ниви. Пораснав на Фонтана, многу прекрасно детство имав на вистина. Благодарение на тоа што сум можела да седам во Малова населба, да се спуштам долу, буквално од тоа зборувавме со мајка ми од 5 години долу на плочник и они ќе не викнат од горе. Во зграда, така? Да одиме да ручаме во зграда, баш во зграда. И мене ми е нормално дека во зграда со тебе живеат многу луѓе, што е чудно за луѓе кога доаѓаат од куќа. Ќе има викање, некој ќе пушта музика гласна и слично, тоа е тоа. Така е. Така што меѓутоа пораснав и во Кучкар Мало, затоа што основно Чекај, учев. кај е Кучкар Мало? Кучкар Мало е во центар. Не сум, ајде раскажи ми кај е точно. Точно се наоѓа кај Карши хотел Бристол, тука одма меѓу добро, зградите. разбирам. Јас учев основно во Гоце Делчев. Аха, тука да. сум и брендирана. Денеска Поранешно дојдов со Лени. брендинг. Да, си дојдов со брендинг, си го најдов ова дома и си го донесов. Учев основно во Гоце Делчев и често после часови знаевме да останеме и во Кучкар Мало, потоа имав другарки од Влае, па излегувавме во лето, шетавме низ Порта Влае. Потоа имав другарки од Карпош, па излегувавме тука во Карпош 1, од училиштето Карпош, па излегувавме тука во Карпош 1, така што сите тие населби си ги чувствувам за мој, зашто во сите имам многу спомени. Да. Што си играше пред зграда? Велиш цел ден пред зграда. Што игравте? Што се играше се од школка до жмурка, до сега на вистина во Скопје жмурка ја викавме, Да, сега жмурка. криенка се трудиме, Да. ама Ма жмурка е жмурка, Жмурка може е и по жмурка. скопски нешто. да, значи игравме жмурка, игравме ластик, скокавме со јажа обрачи и слично, меѓутоа многу интересно што го памтам, ние нашата генерација многу се менуваше со сликички и салфетки. Леле, да. Леле, И да. под креветот имав кутии со салфетки и си ги вадев, па си ги гледав, па дупликати и ќе го донеса мајка ми некои убави салфетки, ги барам другарките да се менјаме долу, да се менуваме. Да се менјаме може и нешто Може, по-скопски да, дозволено добро, е. Скопје, але, Дозволено може. е Скопје, але, навиваме за Скопје цело време. Да. Да се вратиме сега на моментот на училишта. Велиш, го сакам тоа, Гоце Делчев сегашно, нели? Што значеше Гоце Делчев? Што се научи таму? Гоце Делчев се научев таму. Искрено таму научив да зборувам. Сега ќе ти објаснам зошто. Јас инаку сум многу природно имам една интровертност во мене, што не се гледа, нели, кога ќе застанам пред камера. Ама имав прекрасна учителка Милка Блажевска, која што не описменуваше, играше со нас, беше сите сметаа дека е многу строга, ама не беше строга, бараше знаење, ама не беше строга. И јас зборував кога дојдов, бидејќи дојдов од училиштето во Карпош, каде што учев, дојдов во прво оделение после некој месец во Гоце Делчев и зборував многу тивко. И учителката ми вика: "Јована, кажи погласно, кажи", и никако да кажам погласно. И ми вика: "Добро, викни Милке." И јас: "Милке, ајде погласно викни Милке." И уште погласно викнав, и уште погласно викнав. И на крај стана цело оделение и играше Милке, Душо, тука низ. Мислам, еден од најубавите спомени, да кажеме, од школа ми е тоа. И вика: "Ете, гледаш, кога ќе викнеш, кога ќе кажеш, кога ќе те слушнат луѓето, може нешто убаво да се случи." И мислам дека веројатно тоа останало во мене и понатаму во професијата што работиме. Да, ќе дојдем и до неа, ама сега сакам да знам каде потоа по Гоце Делчев. Каде отиде? После Гоце Делчев отидов во Ѓорги, Во Ѓорги? Ѓорги Димитров, Добро. најдобрата Значи све гимназија. утие мало си. Да, тој е дел од Скопје. Сите што ги повеќе. знам мало, така како се шетам да. само таму кај што знам. Навака, да, по така и тафталиџе. Да. Го запознав повеќе, ама Ѓорги Димитров, морам да кажам дека е најдобрата гимназија, само за да ги спровоцирам сите други, не сите скопски гимназии си имаат своја душа, ама
Во Ѓорги учев јас, учеше сестра ми и учеше мојот сопруг и интересно е дека Пејко, односно мојот класен, е фамилијарен. Го учел сопругот до 4-та година, па како што завршил, не земал нас и ние сосема случајно с разговор сваќаме дека имаме ист класен. Истен класен, да. Да. Добар беше класниот, како оваа Па Милка. како што се гледа по нас. Добре испаднавме. Одличен. Чекам, одличен. се запознавте од таму вие некако? Не, 4 години сме разлика точно. Значи не го видати во Не сум го видела, не сме учеле во средно, се запознаваме во град. Добро. И после 1-2 разговори, нели на дејт, сваќаме дека каде учеше во Ѓорги, ти во Ѓорги. Еј, супер, кој ти беше класен? Пејко и мене. Пејко мене спои се вика тоа, така. И Пејко се фали кога ќе бидеме, да кажеме, некоја група од, нели, Да. матура, толку Ѓорги. години, волку години од Ѓорги, тогаш доаѓа и вика, Јована е жена на мој ученик, па викам и јас сум ваша ученичка. Така да, одличен. Супер, да. Што имаше пак тогаш? Тогаш почнува излегувањето? Тогаш почнува излегувањето. Јас почнав многу рано да излегувам и многу ме болеа дел од коментарите што беа, нели, после кочани и така натаму, затоа што ние многу излегувавме. Значи, Ние не се прибиравме дома. Не се прибиравме дома, а уште во лето, 3 месеци бевме надвор. Секој ден. Да, и на сите настани и секаде имаше джуниор забави. Јас одев понекогаш на сениор забави, ако има кој да ме пази. Не сум горда на тоа, нели, од оваа перспектива, ама генерално така сум научила многу работи во животот. Одевме во парк, многу се седеше. Цело Во парк е фонтана, кај во парк фонтана, кај кај Гоце, кај значи сегда. сите. Да. Па како вие по Кремци околу Гоце, па другите подолу А што беше, во Рокери. Кремци беше? Па јас сум измеѓу. Пеев во бенд, ама па се дружев и со Кремци, некако да. Да. Некој Овие другарките те свртеа кон Кремци. Ние мислам дека тоа беше многу убаво. Сега гледам многу веројатно со интернетот делење на групи. Ние сме се делеле на групи, не дека не е имало сигурно групи. Јас сум генерално таков човек што сите сака да си прави муавет. И не сум се чувствувала дека припаѓам 100% на некоја група во таа насока, ама сме се дружели сите меѓу себе. И мислам и медиумите биле такви, сигурно памтиш, не знам, ќе дојде Наум Петревски, Тоша Проевски, Супер Хикс. Да. И сите слушаат ска панк одеднаш во Скопје или па тоа е реалноста. Да. Значи мене јас не сум се чувствувала дека треба да се етикетирам, туку како ме било во моментот така. Како Убаво се ми било. собираше таа дружка, тие дружки се собравте во една поголема група, како велиш, на другарки кои што искачавте нон-стоп? Па од секаде не сме преголема група Не сте, ние. колку сте? Па 5, 6, Па, 7 5-6 зависи више. на Не, вака, ама не. 3 бевме кор од Ѓорги. Добро. Потоа, Вие да. сте коренот на На проблемот. Добро. И потоа, нели, си донесовме своји другарки кои што многу се пронајдоа, па некој друг ќе донесе, затоа тоа излагување е добро, зашто ќе си најдеш некој што можеби не ти е во оригиналната група, ама повеќе ти одговара, па ќе се дружиш. Така што и беше многу интересно дека ние 3 бевме излезени буквално секој ден. И некаде на факултет, памтам, имаше, особено кога веќе секаде можевме да влеземе. Тоа беше големи. многу битно, да. Над 18 години е тоа. И бевме излезени секој ден. И сега сестрата на една од другаркиве, 6 години помала од нас, и вика, јас памтам како ви излегувавте и едва чекам да станам колку вас и сега нема толку можности, навистина нема. Сме оделе, не знам, од Кастро на најалтернативна музика, каде што била Маракана, имало свирки, Хавана имало свирки, во сектор Гоце Сав пуштал секој четврток, обавезно сме биле таму, имало и електронска музика, до, не знам, Колосеум, каде што, да кажеме, секаква музика имало. Потоа сме одели и на Ненад, колегата. На караоке. На караоке. Не сме пееле многу, јас не пеев многу на караоке, ама да кажеме, сме оделе на некој место што во моментот биле трендинг, без разлика што има како музика каде што одат сите, па и вие сте таму. Сме седеле во мало, сме седеле како што кажав во парк, во дома сме се собирале во МКЦ секако. И тоа во МКЦ особено растала таа сериозна алтернативна сцена која што била сериозно поддржана и ден денеска е
еве ги спомнавме, значи сега имаат видов и концерт во штип Елди Пистолеро Страйк, тие растеле, да кажеме, на некои такви сцени, каде што имале многу верна публика. И мислам дека тоа е многу важно. И тоа е многу голем дел од мене и да ги почитувам сите. Меѓутоа, ние три имавме еден тип на... Сите сакавме различни типови на музика. Леле. Јас бев, да кажеме, по-алтернатив ги сакав тој тип на музики и на жанрови, да кажеме. Сакав и поп и хип-хоп, ама нели, од се по нешто, ама да кажеме бев понатака. Имав другарка која што повеќе сакаше да излезе во кафана или да оди, да кажеме, по мејнстрим или да оди на Ненат или секаде, да. Добро. И имав една другарка која што, да кажеме, следеше каде се наоѓа, каде е групата. Не беше пресудна за нејзе музиката, туку каде одат сите и ние треба да сме во сабота, таму треба да бидеме добро. И така да и правевме компромис. Една бира. Ако сите треба да избереме, нема шанси да се избере. За таа вечер една бира и бевме секаде и секаде убаво си поминувавме. Така што мислам дека излегувањето е многу битен дел од младите луѓе и како ги гради и како ги поддржува. Жал ми е што сега е огромен луксус. Навистина е огромен луксус. Јас тогаш тоа сум го правела со хонорар кој што не беше воопшто висок. Добро. Сум успевала да бидам излезена секоја вечер, да си платам за одмор, да си купам облека ако ми треба. Нели сум живеела кај моите, тоа е секако голем плюс, меѓутоа со некој хонорар јас сум успевала да можам да се дружам, да бидам излезена, да бидам секаде. Нормално требало да работам, да, ама денеска гледаме дека има ситуации каде што дури млади што работат со многу повисоки хонорари или плати од мојот тогаш, а па најмалку што се на пракса, може да си дозволат да излегуваат и мислам ми фалат такви места. МКЦ беше многу битен за тоа, затоа што таму е секогаш пристојна цена на карта. Имало и други такви места, сега ги има помалку. Сега некако се мора да е многу скапо, некогаш и не мора. Не знам дали ќе имаме време за се, ми тикно кино. Кино како варијанта. Кога го откри прв пат? Прв пат кино како варијанта? Па сме оделе во кино, ама најпрво одење ми е на Хари Потер во кино Милениум. Тогаш имав, кога излеза, не знам дали бевме на првиот или на вториот Хари Потер во кино, сега сите сум ги изгледала, ама имав некои 9 години, да кажеме, и така, мислам дека тоа беше првото одење. Ако е пред тоа, не се сеќавам, но тоа го памтам, затоа што Хари Потер во кино е мокино искуство. Да. Мода, тоа ме интересира. Што се носеше? Колку тоа сега од оваа перспектива било нешто вау или било нешто па супер вевме облечен? Знаеш што се носеше? Што? Особено во средно. Ајде. Но ги носевме сите бои на светот и една мајца врз друга мајца врз трета мајца и каиш широк и фустан врз фармерки. Фустан врз фармерки? Па се носеше како не. Оф, мајко мила. Долги тие, како демек мајца долга. Како мајца, да, или фустанче со јаланки. Тежок ужас. Шалвари. Се носе, ние носевме многу патики Ванс, широки. Првите Ванс ги купив на 12 години, тоа беше за мене огромно искуство, уште ги памтам со портокалови врвки. Така што се носеше многу откачена мода и да не заборавиме, испеглана шишка на страна, а другата косовиткана, оставена со пена. Значи, тоа се носеше. Леле јум. Не ја памтам оваа мода. Абе, зашто не си била во средно тогаш? Ние бевме средношколци и тоа беше, да кажеме, ин и некоја мода повлијаена од, не знам, од нешто. Од нешто, од некои музички стилови. Емо во комбинација со некој срцки во розово, не ми е јасно, ни мене денес. Ама беше интересно. Така, сте се забавували. Да, големи ланци и големи менгјуши. Ја. Ох, мори мајко, имам уште некои 9 минутки. Извинете. Не, нема проблем. Јас само сакам да знам малку од приказната за влегување во телевизија или медиум воопшто. Твоја. Тоа е супер приказно. На 17 години бев на пракса во Томато продукција. Отидов со... Татко ми рече да не пиеш цел ден кафиња, оди во Томато, додека си на распуст, вари им кафе, што ќе ти дадат, тоа ќе работиш. Млада си, ама нешто нека врти. Добро.
И ми дадоа да работам нешто ситно на тротоар, пишував графики, па ќе ме прашаат за идеја, ај ти млада се каже, онака баш Нешто. како дел од тимот одев со нив на снимање. И многу ми беше убаво, само пиев многу повеќе кафиња, зашто јас до 11-12 ќе завршам работата, ќе дојдат после сите и пиеме пак кафе. А сериозно бавење со телевизија, ми е во Сител телевизија, бев како дел од студентска организација Гостинка вака, и потоа ми се јавија од телевизијата и ме викна да бидам дел од нивниот тим, што за мене беше огромна чест и нешто сосема ново. И таму учев. И учев на брза трака, секој ден на утринска програма, сите студираат, излегла, не излегла, во 4:30 се будам. Леле. Да. Значи излегување и потоа на работа. Да, ама не би можела сега. Ама тогаш помлада бе. Сега ќе си легнам. Па и помлада и некако моја Сакам беше да времето и во 2 сат, во 3 сат ќе дојдам дома ќе одспијам, Да, така што не сакав ништо да испуштам. Така е, да. А кога дојде вчерашни? Вчерашни дојде после Сител, јас си отидов од Сител и решив дека нема да работам телевизија, не дека беше лоша Сител, туку јас учев бизнис на економски факултет и сакав да пробам во тој сектор, да. И почнав да работам во една маркетинг агенција, па нешто као за американски пазар, па нешто кратко во Microsoft. И тука преку еден преку друг Бранко слушна за мене, вика ти треба да дојдеш кај нас. Имаше неколку опции за водители и почнавме, уште пилотите ги направивме заедно. Јас само знаеш пак телевизија, ова, она, дали јас ова го сакам, ама нема кога ќе те завлече тоа, особено со хумор, со таа екипа, не може да се едноставно не може да се одбие и многу ми е драго што не го одбив затоа што вчерашни ме научи на еден квалитет на продукција кој што е сосема различен, каде што имате постојано режисер на сет, актери, од нив многу учев, така што од сценаристи сериозни, монтажери, така што многу научив и многу убаво се поминав. Како можеше до душа сега, нели, јас кога би била веројатно нема да можам да престанам да се смеам. Како можеш смејата да ја намалиш на ич, кога е нешто навистина смешно, а ти треба да дадеш најава и се случува во Скопје, нели, сега да се вратиме на скопска и тоа е скопска приказна. Тоа е супер скопска приказна затоа што има една најава на која што ми прелетува кокошка, а ние многу кокошки немаме во Скопје, така што мене не ми е тоа нормален бизнис as usual, така. Не ми е карпош 3, нема кокошки во карпош 3. Имало, ама немаше јас кога растев. И ми прелетува кокошката, ми ја фрлат, тоа беше стварно тешко за снимање. Нема шанси 10 пати се смеев. А кај другиве прилози, кај што беа баш прилози или имаше некои ситуации кај што треба раперски да исчиташ најава, ама мртов сериозен, како ти кажуваш вест во таков формат, во хип-хоп формат, например. Беше, да кажеме, ние во вторник ја пишувавме најавата, односно го пишувавме прилогот, или во четврток нешто ако дојде, јас сум го прочитала, па сум го видела, па сум го напишала во сценарија, па некој го поправил 10-20 пати. Сега во петок веќе стварно не ми е смешно, тоа е истиот вид што од вторникот го слушам веќе цело време, така што дури лесно ми беше во тој дел, ама со кокошката ме изненадија и снимавме 10 пати, јавно и се извинувам, убавка се викаше, да. И име имаше? Убавка. И стварно беше убавка, мислам, преубава. Преубава, добро. Сега нема многу време, ама стварно сакам уште две прашања. Првото е, твоите размислувања за тоа ќе останеш ли во овој град кој што го знаеш најмногу? Апсолутно. Сакам да останам. Сега нели не знаеме што ќе ни донесе животот. Ама генерално сакам да останам. Порано сум имала многу пати нагон да се одселам заради се. Сега искрено ова што се случува, да кажеме, каде што градот се гуши во ѓубре, тешко ми е да го гледам, ама на почетокот ќе се вратам. Фамилија ми, ајде заедно да го исчистиме, да му помогнеме, да го истуркаме напред. Така што јас сакам да останам во Скопје, сакам да останам во Македонија пред се, сакам да и помогнеме на државата да оди напред. Мислам дека ние што создаваме медиумски содржини, веќе и помагаме, веќе правиме нешто зашто покажуваме примери, разборуваме за Скопје, ги тераме луѓето, им пренесуваме едно чувство што е Скопје и една љубов кон градот. И јас навивам за Скопје цело време. Па тоа е последното прашање, супер, добро. Така што ќе останам тука да навивам и да се трудам да го подобрам како што можам и умеам. Добро, што би сакала да се промени во тоа але?
Навивам за какво Скопје? Навивам за солидарно Скопје. Сега ќе ти кажам зошто. Овој град се има срушено во 63-та година. Мојот татко тогаш бил бебе. Мојата мајка, односно бабата и мајка ми живеат во Штип. Баба ми била медицинска сестра во Штип, каде што се носеле повредените. Значи тогаш Штип солидарно му помогнал на Скопје. Тоа не можеме да го заборавиме, сите му помогнале на Скопје. Овој град е граден од страна на целиот свет, дури и оние кои што биле закарани, си подале рака за да му помогнат на Скопје и да дадат солидарност. И ние мислам дека имаме одговорност према тоа Скопје да бидеме еднакво солидарни. Мојот дедо ги пратил, семејството си го пратил во Белград, останал тука да спасува луѓе. Иако бил дојден од село, тој зарем не го сакал градот, ама брендот на Скопје според мене треба да е таа солидарност и треба да почнеме едни со други да си подаваме рака кога сме долу. Ако сме некој стигне на врвот, а другите се мачат, одат нагоре, треба да го повлечат нагоре. Тоа е прав скопјанин. За мене тоа е право Скопје. И липите се убави, и тротоарите може да бидат пошироки, и паркот е прекрасен. Меѓутоа, за мене, ако тргнеме од таа солидарност, ќе правиме паркови за да се дружиме, за да си помагаме. Ќе правиме игралишта за да бидеме солидарни кон семејствата што растат тука деца. Така што мислам дека во основата треба да биде солидарно Скопје, да не се пцуеме по семафори, туку да си подаваме рака и да си помагаме. Тоа е за мене Скопје. Фала ти бе, Јована. Фала ти на тебе. Топ муабет. Ај живели. На здравје Скопје, така. На здравје Скопје.